Преку формирањето земјоделски задруги и кооперативи, производителите можат да станат посилни на пазарот, да ја подобрат својата преговарачка моќ во однос на откупувачите, да ја концентрираат понудата и да обезбедат континуирана продукција во текот на целата година со стандардизиран квалитет. Ние имаме денеска една пазарна економија, каде што со либерализација сме отворени, мораме да бидеме конкурентни. Како треба таа конкурентност да ја зголемиме во иднина, што треба да се направи во развојот на земјоделие, кои мерки треба да ги имаме, како треба да ги укрупниме нашите производители, значи би рекол нашето земјоделско стопанство денеска показатели на одледување на крави е дека 75 до 80% ги сочинуваат луѓе кои што чуваат од 1 до 5 крави. Тука треба да се направи, да се здружат луѓето, да направат кооперативи, да бидат како би рекол поценети во општеството и кон откупувачите, значи да имаат поинаков третман. Кога би имала една кооператива, би рекол еве, тука во општина Могила, каде што би биле здружени сите и предаваат таа кооператива од 5 до 10.000 литри на млеко, тогаш многу полесно ќе може да се преговара. За да не дојде до намалување на сточниот фонд во руралните средини, неопходни се адекватни проекти за окрупнување, здружување и создавање поголеми фарми. За да продолжи долгогодишната традиција и да се зачува природното производство, потребно е сточарството постојано да се развива. Важна е исто така и примената на новите технолошки мерки.